Да, реков, вистина е дека ние сме стално благословени, постојано сме благословени, постојано ништо не ни недостасува. Така Бог ги пресретнал сите наши потреби. Тие се на крстот, направени, пресретнати, завршени. Давид тоа го видел пред време, што го пишува во Псалмот, таа благодат, ја примил, ја осознал и ја живеел пред таа да се случи реално во оваа димензија. Имало и некои други луѓе кои што исто така, Ноe ја виде таа благодат, исто така. И други. Зборувам и други во тој периодот на порано на Стариот Завет, а денеска е тоа достапно за сите, за целата црква. И тоа е вистина за црквата во секој еден момент. Независно ни што минеме, независно како ни изгледаат работите, независно какви се околностите, нас ништо не ни недостасува. И ништо не може да ни недостасува. Се друго измама и илузија и лага, која што можеш да ако сакаш да живееш. Али тоа не е реалноста, која што Бог ја предвидел за тебе и за мене. Амин. Халелуја. Да, спомнав и исто во петокот, постојат вистини, факти и лаги. Или вистина, факти и лага. Тие се три различни видови информации за една иста работа. За еден ист човек, например. Може би да даеме еден пример. Факт е дека некој човек мине низ одредени проблеми, може би одредени болести. Пластичен, опитлив пример. Одредени болести, тоа е факт. Не викаме докторите не знаат што пишале, не викаме лаборантите не знаеле што, ништо немој, не знаеле они избројуват. Не, точно избројуват. Не е во ред состојбата, така е. Тоа е фактот, медицинскиот факт, или научниот факт, или реалниот факт. Меѓутоа, вистината е дека преку Христовите рани сме исцелени. Вистината е дека тоа нема да остане така. Дека тоа ќе се промени. Разбирате разликата меѓу факт и вистина? Факт е што вика реалноста за тоа, или што вика цетилата за некоја работа. Вистината е што кажува Бог за истата таа работа. А лага е што најчесто ѓаволот сака да каже за истата работа. И знаете која најчестата лага што ја кажува? Он не вика на некој кој е здрав и болен си, или ваков си, или не знам што си. Не кажува такви некои очигледни лаги, тие не минат. Така, не минат. Он вика, најчесто употребуваната негова лага е болен си, ќе останеш ако. Може само дури според медицината болката да се влаши. Тоа е лагата. Он те прави да бидеш слеп за вистината. Да не ја види вистината е дека таа состојба ќе се промени, дека нема да остане така. Конкретно дававме пример за болест. Зошто нема да остане? Ти Бог кажал, вистината е преку Христовите рани сме излечени. Така. И Исус не ги лечеше болните луѓе. Не се сложуваше со нивните болки и не ги тешеше во нивните болки, туку ги лечеше. Конкретен пример за тоа. Конкретен пример за сиромаштија. Ѓаволот вика ти како што ти тргнале тебе работите, ти само ќе си останеш така во таа состојба. И дури ќе не сега си сиромашен, утре ќе станеш беден. После ќе станеш по-сиромашен од било што. Ти немаш ништо, се ќе изгубиш. Вистината е дека не е тоа така. Вистината е дека Бог може да те просперира во секоја област на твојот живот и сака, и има сила и ќе го направи тоа, а не да останеш во таа состојба каква што си. Кажавме некои, поматеријални телесни примери. Не можеш да простиш на некого. Ѓаволот осудува, ти не можеш да простиш, ти живееш ван Божите стандарди, ван стандардите на небото, не очекувај ништо од Бог. Не може така. Вистината е дека, да, не е во ред да не простуваш, али Бог ќе ти даде сила и зрелост и доволно љубов, и веќе ти дал, ќе те направи свесен за таа љубов, да можеш да простиш и да живееш во простување. И да живееш во совршена љубов кон секого.
Амин. И сега не знам, мислам доволно беа јасни примери. Има можеби повеќе така примери, знам за една проповед кога зборував за тие, вторник беше тоа, утврди во главата, во умот, нели што ги имаме. Да, упоришта, и таму дал доста така примери, им беше на благослов, кажа на луѓе, и тоа е окей. Животот е Божи дар и тоа е совршен. Тоа е совршен Божи дар. Зборуваме после за тоа совршеност, нешто. За тоа што е од Бог. Така. Од Бог може да има нешто несовршено. Давал некој друг живот освен Бог. Значи е совршен. Околностите можат да бидат во животот несовршени. Дури да бидат многу обратно од совршени. Може да бидат насочени против тебе. Тоа е преска што спомна Билјано што каже во петокот, дека црквата ќе биде нападена, црквата е најпосакуваната мета на ѓаволот и на неговите демони и духови. Меѓутоа не може дека портите на пеколот нема да ја освојат црквата, нема да ја победат црквата, нема да ја надвладеат црквата. Амин. Знаете, преска спомнав една причина зашто е црквата најнападена. Црквата е најнападена од тие најсветлата точка во овој свет. Единствено што може да го промени и ослободи овој свет од ѓаволот. Ќе продолжиме за кратко. Тоа е тоа. Здраво живот. Ајде победете смртта се. Океј, можеме да продолжиме. Тука сме. Океј, супер. Црквата ќе биде најнападена од тие најсветлата точка во овој свет. Единствено што може да го ослободи овој свет од силата на ѓаволот, од власта на ѓаволот што покушава да ја наметне. Така? Тоа е една причина. Втора причина е црквата е веќе на највисоко поставена позиција во хиерархијата на духовните авторитети. Капирате ова? Она е највисоко, над сите власти, началства и други битија. Црквата ние сме највисоко поставени. И нормално дека војната е целта да се убие генералите. Да се убијат тие на највисоката позиција, така за најкратко време ќе добиеш. Затоа ние сме поставени на таа позиција и ние сме таа мета. И сега може да звучи, леле, што ни ги кажа овие работи, сега ќе се плашиме, али не е тоа приказната, него поентата е дека нас толку многу па ни е дадено сила, толку многу, што тие демонски сили, тие ѓаволски сили се смешни во однос на црквата што покушаваат да ја нападаат. Пеколните порти што вика нема да ја надвладеат црквата, знаете кои се? Тоа не се некакви како кажам легии во физичка смисла, па сега ќе додат. Значи они не ни можат на таков начин, значи да помислат да војуваат против нас. Поентата е дека тие порти пеколни се непростувани, омраза, критизерство, оговарање, љубомора, такви нешта. Тие ако влезат нешта тука, веќе нема ни против што да се бори некој. Разбирате? Нема веќе ништо. Супер. Супер што сваќате тоа. И затоа ќе окей. Така, тоа е главната поента што сакам да ви ја кажам. Тие се оружјата на темнината. И против оружјето кое што Бог ги го дал на црквата, главното, значи има многу, има
вика, ви ги дав ключевите на царството и што ќе врзете ќе биде, нели? Всушност тој стих кажува, кај ќе врзете земјата со небото ќе биде поврзана, кај ќе одврзете ќе биде одделена. И каде сакате да живеете според вашиот ум, таму ќе живеете во напор и неуспех, а каде ќе живеете согласно божествениот план и сила, таму ќе биде повеќе од успешно сето тоа. Исто така, ако се спомнуваат врати, знаете, во Новиот Завет, воопшто во Библијата, ќе имаат своја духовна символика. На едно место вика Исус, јас тропам на вратата, кој ќе ја отвори, така ќе вечераме, ќе имам интимност. Зошто Исус не ја отвора вратата? Знаете, оти ни ги дал нас клучевите. Он може ако сака да ја отвори, меѓутоа он ни ги дал клучевите, ние да ги отвараме тие врати. Главните врати, главната повеќина, значи на едно место се спомнува вратата на верата, вика, и ми отвори Бог и на другите народи. Значи, за да може да дојде верата во нив и да може тие да го запознаат Бог. Тоа може би првата врата, која што Бог ја отвара, вратата на верата. Преку неа ни дава клучеви за други врати. Една од тие врати е љубовта. Љубовта која што веќе излеана во нашето срце. Тоа е всушност најсилното, најсовршеното, најмоćното оружје кое што е дадено на црквата. А кое што не баш многу го разбира црквата. Многу знае да филозофира на таа тема, црквата, значи генерално општо, али малку знае да действува на таа тема. Али во тоа ќе, нема да речам за жалот, и во тоа ќе раснеме. И тоа ќе се промени. Вика, таа излеана во нашите срца, Римјани 5:5, љубовта, али ние треба да отвориме таа врата, да таа љубов го исполни целото наше битие и да функционираме во неа и практично, не само во некакво знаење. Или не само некакви зборови. Да, второ послание до Коринтијаните, 8 глава, 9 стих. Ова е од прилика Псалм 23. Тука се кажува на поинаков начин. Или на по-модерен начин. На новозаветен начин и така. Али тоа е истата порака. Значи, 2 Коринтијани 8:9. Зошто позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас од богат стана сиромав, за да се збогатите вие преку неговата сиромаштија. Вика, позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас, заради нас, од богат стана сиромав, за да се збогатиме ние преку неговата сиромаштија. Што уствари се случи? За каква сиромаштија станува збор? За неговата состојба на крстот. Така, која што он дозволи да се случи. Не само што дозволи, него сакаше, тоа што тоа беше цената за нашиот вечен живот и нашиот божествен живот. Зошто да се збогатиме ние? Кога осиромашивме? Знаете кога осиромаши човекот? Во градината, нели? Беше самиот се избркал таму човекот. Го избрка нешто Бог. Посебно се избрка самиот човекот, тоа е друга тема сега. И човекот осиромаши во се. Не во пари само, во се. Дури би може би во пари најмалку осиромаши. От има нехристијани кои што може да имаат многу пари, ама немаат ништо друго. И во пари се мисли, меѓутоа се мисли во се. Човекот осиромаши во љубов, човекот осиромаши во простување, човекот осиромаши во разбирање, човекот осиромаши во знаење, човекот осиромаши во се. Не знам, ако ви текне нешто, кажете. Буквално во се. И Бог знаеше за таа сиромаштија, ја гледаше таа сиромаштија,
Бог исто така една од работите кои што многу битни, кои човекот осиромаши во прифатеност, во чувство на прифатеност. Луѓето денеска скоро 100% за жал и во црквите е слично, се чувствуваат отврлени. Уште има едно големо чувство на отврленост, силно чувство на отврленост. Тоа е многу присутно. И вика, ја имам проблем со тоа и со тоа. Не, немаш проблем со тоа. Ти твојот проблем е внатре, не го проектирај кај други луѓе. Адам и Ева не ги избркао, имаа проблем со Бог, имаа проблем со самите себе. И таки луѓето денеска се отврлени и таков човек е после подлежен на секаква, тој е полн со страф и со горчина и тој е подлежен на секаква манипулација. Можеш дјаволот да го прави. Има една многу убава изрека во, не знам, македонска ли е, али е многу, јас сум ја слушнал на македонски и е многу библиска. Оние стари мудрости, да, кои што може некој не е читал ни Библијата, ама кажал од духот, преку духот некои многу мудри работи. И вака оди, вика, сирома човек, жив дјавол. Да? Сирома човек најјако орудие на дјавол. Манипулативно орудие, најлесно ќе го богатиот, вика, им текнуе глупости разни на богатите. Да, им текнуе глупости на богатите, ама као што им текнуе на сиромашните, че сиромашните се спремни за многу, за тоа што им зависи обстанокот од тоа. Но им зависи задоволството. Обстанок и задоволство се, за обстанок човекот ќе направи многу по-опасни нешта. И по-страшни нешта. Али пак ќе кажам, не се мисли само на материјалното богатство, него на вкупното. Ќе кажам, сиромашен човек во простување, алат на дјаволот. Може да иде у црква, ма шо ако иде. Сиромашен човек во љубов, исто така. Сиромашен човек во чувство на прифатеност, во разбирање на прифатеноста Божја. Тој ти е исто тоа. Тој само ќе биде полн со горчина и ќе заразува постојано. Гледаш, пасторот што каже, гледаш Виктор што како тропаше таму погрешно. Секоја служба така ни тропа. И така, уствари нема проблем тој, нисо пастор, нисо Виктор, нисо тој не знам да дојде Гаро, да дојде ќе му најде мана. Тој човек има проблем со самиот себе. И тоа е единствениот проблем. И Бог, окей, ја знаеше сета таа сиромаштија и сето тоа, познато му е, го гледа до детали, нели? И вика, не сакам да ги оставам луѓето во оваа сиромаштија понатаму. Ќе инвестирам за да се збогатат. Најдоброто на небото што беше, што можеше да биде дадено во моментот, не беше некакви архангели, не знам какви божествени битија, него лично Исус, Бог. И он, не само што беше, што умре, него пред тоа од богат стана, од богат, совршено богат во се, стана сиромашен, за да се збогатиме ние во се, преку тоа. Во се. И тоа е како што пише и во Псалмот, тука уште појасно, поконкретно, нели, тој Псалм 23, ние се збогативме преку неговата сиромаштија. Значи, веќе, таму малце пишува во идно време, во Псалмот, ништо нема да ме не стои, а ваму вика се збогативте, веќе. Минато време. Во интересен момент е тој. Никој сега, ако и тогаш можел некој да рече некоја негативна исповед да даде, сега никој не може да каже јас не се збогатив. Затоа што Бог и соромаши за ти да се збогатиш. И ти си збогатан во се. Колку го разбираш, колку го гледаш тоа е друга ствар. Ама и независно колку ти си збогатен. И тоа за тебе важи, и тоа за тебе вистина. Иако фактите, на почеток што кажа, фактите зборуваат каква е моменталната состојба. Тие може да зборуваат друго, али вистината е ти си богат, и ако тоа го разбираш, и ако кон тоа действуваш, ако живееш така, тоа ќе се манифестира во секој поглед. Да. Деновиве размислував за едно прашање, поврзано со ова, а тоа е што значи да се живее по вера или
што е врвот на живењето по вера. Најдоброто нешто, на живењето по вера, или највисоката позиција на живењето по вера. И отприлика тоа значи да го живееш во целост твојот граѓански идентитет, твојот небесен идентитет. Нели вика, вие сте жители на небесата. Така? Да го живееш во целост тоа. Да живееш целосно како таков. Да не дозволиш ни една мисла во твојот ум, која што кажува не се збогатив преку неговата сиромаштија. Реалноста не е таква, реалноста е поинака, реалноста е потешка. Реалноста друго ми кажува. Не, реалноста се покорува на тоа што кажал Бог. Живењето по вера тебе те става во таква позиција каде што за тебе се што кажал Бог е жива вистина. А се друго е подложено на промени. Се друго ќе биде изгазено од времето, но не и ние, оти ние сме под принципите на вечноста веќе. Така, примивме вечен живот. И сме под принципите на вечноста. Времето има друга функција. И тоа веќе не ги раководи нашите животи. Океј. Знаете како, ако некој сака да прими државјанство од некоја земја, например, да речеме америчко државјанство, стане граѓанин на Америка, има услови. Океј? Еден од условите, не знам, може има таму повеќе, не знам кои се, не сум барал. Еден од условите е да знаеш англиски. Така, тоа да знаеш да зборуваш прилично добро. Англиски е Америка, да, стварно. Океј. Значи да знаеш тој јазик како што треба. И други услови може да има. А знаете која е главната карактеристика за да бидеш небесен граѓанин? Нема таков услов. Таму е условот да преку вера ја примиш благодата која што те спасува и те пренесува од темнината во царството на Исус. Тоа е, како кажам, ако може да се каже тој услов. Меѓутоа, понатаму главна карактеристика, значи веќе кој што кажав, ај така тоа да го кажам, ако си примил америчко државјанство, Америка како држава од тебе очекува да знаеш да зборуваш англиски, англо-амерички. И да го зборуваш барем толку. Нели, може и некои други има работи што прават американците, али барем тоа. Е така главна карактеристика, и тоа Исус го кажа лично, на небесниот граѓанин, на тој што го примил небесното државјанство или граѓанство, знаете која е? Никој не знае. Љубовта. Вика, по љубовта ќе ве познаваат. Има и други. Океј, праведноста, Христовата праведност. Ама Христовата праведност е таа Бог ја гледа. Светот таа не ја гледа Христова праведност. Таа може да ја види преку твојата светост, преку твоето однесување, таа ќе се манифестира. Океј? Ама додека се манифестира или додека некој ја види, таа не се знае. Океј, повеќе. Тука има исто. Капираме ова? Праведност ја гледа Бог. Таа е Христова праведност и Бог си ја гледа, си ја препозна. Светот многу не ја. Реков, може преку нашето однесување и како тоа, и треба да се види, но љубовта е таа која што вика по неа ќе ве познаваат Исус. Таа е главната особина. И всушност преку љубовта, кога ќе ја видат нашата љубов, ќе ја видат и нашата праведност. Оти љубовта не може да има некој кој што ја нема Христовата праведност. Некој кој што не ја примил Христовата праведност, не може да ја прими таа божествена љубов. Го разбирам ова. И таа само е карактеристика, таа агапе љубовта може да биде само присутна кај христијаните. И таа е тоа совршено оружје кој што Бог ни го дава за победа
над се. Над самиот себе си, на дјаволот, на сите искушенија, на сите околности во твојот живот. Единствено таа ја дава таа сила. 2 Тимотеј 1:7 вика, ние не примивме дух на страв, туку дух на сила, љубов и здрав разум. Тие три духа одат заедно. Ги води љубовта. Духот на сила и на здрав ум. Без љубов немаш сила. Љубовта дава сила. Ова е скриено. Али ако почнеш да действуваш во љубов, ќе почнеш да видиш како ќе се манифестира во тебе сила која што не е природна. Не е природна. И нема ништо од светот, од земјата во неа. Таа е Божја и небесна и таа е 100% надприродна. Исто не можеш да имаш здрав ум и здраво разумски да размислуваш и правилно да размислуваш без љубов. Знаете зошто? Ти без љубов ти ќе размислуваш, конкретно размислуваш за одреден човек, ти ќе ги гледаш маните само. Тоа не е здраво разумско размислување. Бог така не размислува. Љубовта не размислува на таков начин. И затоа Бог не прима согласно сите наши особини и лоши и понатаму не усовршува. Тоа е само заради неговата љубов, затоа што не гледа на таков начин. Океј. Човекот колку ќе биде исполнет со љубов, толку ќе биде здрав. Во секој поглед. Само тоа што е исполнето со љубов е здраво. Се друго е на еден или на друг начин болно. Или ќе се разболи. Затоа што го нема субстратот на животот во него. И субстратот на вечното траење, на вечното постоење. Го разбирате ова? Затоа вика, еве ќе ви кажам пример за душата. Тие делови што нема душата да бидат исполнети или натопени во љубовта, тие ќе бидат полни со страв. А стравот е основата после на гордоста, на горчината, на љубомората, на критизерството, на омразата, на сите тие работи. Вика совршената љубов, прво Јованово, совршената љубов го изгонува секој страв. Совршената љубов го изгонува секој страв. И сега некој вика, кога ќе станам совршен во љубовта, ќе бидам ослободен од сите страни. Не. Станува збор, Божјата љубов е веќе совршена. Таа љубов го изгонува секој страв. Треба само да делуваш во нејзе, да ја ослободиш нејзе, да ослободиш, за да може и верата твоја да действува, мора да биде ослободена љубовта твоја да действа. Тоа што верата действува преку љубовта. Верата вика се може за тој, се е можно за тој што верува. Ама за да може да действува верата, за да може да действува на таков начин, преска што спомнавме, животот по вера не е возможен освен преку љубов. Само на тој начин може да биде ослободена. Инаку пишува верата е смела, верата слободна, планини поместува и така натаму, но действува преку љубовта. И само преку љубовта. И за тоа е начинот за наше ослободување и за наше целосно исцеление во секој поглед. Пишав еден статус на делова дека ние всушност можеме да бидеме совршени или сме совршени. Пишува во Словото, бидете совршени како вашиот небесен татко. Со едно принесување ги направи совршени. И така натаму, и така натаму. И знаете како обично тоа не се разбира совршенството и кај совршени, чекај тоа. Не. Тоа е на стадиум до кој ние имаме пристап. Состојба која е за нас достижна. Океј. Како? Таму пишав вака сега ќе дополнам тоа. Или ќе почнам од овдека сега. Преку ослободувањето на Божјата совршена љубов, твоето битие станува совршено. И тоа е начинот да твоето битие стане совршено тука и сега. Оти таа љубов е веќе излеана со Светиот Дух кој што ни беше даден.
И ние можеме тука и сега преку таа љубов да бидеме совршени, да размислуваме како совршени, да зборуваме како совршени и да действуваме како совршени. Амин? Вика, кој е совршен во љубовта, односно кој живее на таков начин, нели действува преку вера и тогаш и може да действува во мудроста. Не можеш ти да без љубовта нема разбирање ни на мудроста, типа разбирањето на мудроста функционира преку вера. А без љубовта верата не действува и така да гледате како е таа основа на се. Таму пише вака: ние можеме да бидеме совршени доколку сме совршени во нашите намери. Го разбираме ова? Океј, да објаснам околу совршеноста сега малку. Пак ќе се вратим. Има два типа на совршеност. Божја и човечка. Или барем за тие два сега ќе зборуваме. Има и други. Меѓутоа за овие ќе зборуваме. Тие не. Божјата е тотална, апсолутна и таа не може да се дополнува. Човечката се дополнува. Човечката е совршеност која може да се усовршува. Го разбираме тоа? Тоа ќе речеш како е совршена ако може да се усовршува. Така. Затоа што ако ти функционираш во овој момент според најдобрите намери во твоето срце и според најдобрите капацитети што ги имаш во моментот на располагање, ти функционираш на совршен начин. На најдоброто што можеш во моментот. И тоа е совршено. По 5 дена може ќе ти изгледа несовршено, ти тогаш ќе можеш повеќе. Ама тоа ќе биде по 5 дена. Тогаш ќе можеш подобро. Тогаш ќе се функционира совршено според тоа што ќе можеш тогаш. Разбираме ова? И тоа расте. Али совршената се стои, затоа што ние примивме совршен дух, ние примивме совршена љубов, ние примивме совршена вера, околу нас е совршената надеж. Ние сме совршени битија и можеме да функционираме на таков начин. Просто, неколку прости примери. Било кој од тука, да сите размислете. Може ли сте направиле погрешни дела? Некакви грешки и глупости? Можно и веројатно да, сите ние. Веројатно сме кажале погрешни зборови, излетале некакви работи. И тоа, макар да тоа верувам дека у помала мера присутна. Меѓутоа, никој тука не може да ти забрани и не може да те спречи во тоа да размислуваш на совршен начин, да имаш најдобри намери. Не може да те спречи во тоа. Разбираме ова? Дури ако немаш, праведноста Христова ќе си стои во тебе и таа ќе си функционира и таа си е тоа како дар. Ама сепак не можеш да не функционираш на совршен начин. Но доколку намерите твои и направиш совршени,